bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Hriste Bože, jaz te ljubam Isuse, za sekoga živo mojto srce ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i povedavo se. Iso radost kje ti služam, ti si vnatre vo mene. Iso radost kje ti služam, jaz te ljubam Isuse. To znači si go poznal i go ljubiš na kolena pred Isusa. To go pokažu odnos od ti malo stado vozljubeno. Da li znaš deka si vozljubeno Tatko to nebesen, deka go dade svoj sin, deka Isus ja proleja sveta sveta krv za sveko jedan od nas, da mi dade početna pozicija, da se oslobodime i odvrzeme od satanskite sili, da možeme da rabotime za carstva to Božjo, da se prerodime. Tatko, u ime to na tvoj sin Isus i deneska neka sleze tvoj duh, tvoja ta silana ljubav, ta koja nikogaš ne prestanuva, vodna banja vo slovo to da gi oblesite onije koji će gi otvarat srcata. Isuse, dojdi vo moje to srce i pomogni mi tvoj mir, tvoja ta sila i tvoja ta ljubav, da me vodi tvoj duh, da budem sin Božji, koji je preroden, novoroden, Hristoroden, vo duh od Božji. Ti da zboruvaš niz mene, ovije živi slova, se dvostar meč koji prodira, koji gi seče site prangina satanata, koji gi frdil vrzluje to i ne zna da se sprotistavat, nema sila da izlezat od ovoj svet, da izlezat od Egipet, da dojdat vo Izrael kako je evnuhot. To pokažuje i čovek koji je osloboden od telesnite strasti. Neli, pa se pokloni na Isus, na tatko to, vo Jerusalim, vo Solomonoviot hram, kaj kovčegot na zavetot. Бидејќи им даде завет за да поверуваат, за да знаат каде треба да дојдат пред Господ, пред Татко. Знаете, целата суштина е како да се придвижиш од светот, од Египет во Израел. Израел е првата духовна заедница. Како да се придвижиш, тоа е напор. Мораш да сакаш, да жеднеш. Луѓето сакаат да си го решат проблемот, материализација на гревот, болестите и болките и страдањата, кои се аларм да те подсетат дека самиот не можеш да излезеш од овој свет, дека наплата на гревот е смрт. Смрт, целата суштина, ти си мртов, без дух. Знаете, ќе изчитам некои стихови кои слегуваат, кои се поучни. Се си знае, вика, самата. Си знае он, сама си знае. Се однесува на машко и на женско. Има вера, ама не се исцелува, види сега. Мора да е грешка негде. Има проблем. Не се моли за него, за проблем. Он се моли за другите да се променат, не ти. Слуша други проповедници, нема сила да се промени. Се полниш со знаење, со стихови, товари стихови, кои се мртви камења, кои се дрва за огрев, во кои ќе треба ти да изгориш, бидејќи немаш љубов. Пазете сега, ко благословува еден човек или сестра,
da ti dade Isus vera, znači se odnesu na maško i na žensko. A той вели, имам јас вера. Или таа вели, имам вера. Има вера, а не се исцелува. Пие апчиња за смирување, за спиење. Има вера, ама. Ама синаповото зрно го заборави, за да ја фрли планината во морето. Исус вели, ако имаш вера колку синапово зрно, ќе и кажеш на оваа планина. На која планина? Па тоа што те мачи. Стани и фрли се во морето. Друга сестра има проблем на физичко тело или брат. Не се моли за себе. За други се моли. Другите да се променат. Ете, тоа е тој сатански ум кој те духот на овој свет. Трета се моли за исцелување на болни. А самата има проблем. Па јас исцелувам, она се моли. Самата има грев врз себе. Он е разбрани галатјани, не сака да се промени. Го исклучуваш, го вклучуваш, ја исклучуваш и даваш аларм да се разбуди. Знаете, ако си старешина на заедница, имаш обврска да му кажеш на човекот. Тој може и да се налути, нека се налути, тогаш гревот е кај него. А ако не му кажеш, гревот останува во тебе, ти си одговорен, не барајте мнозина. Што? Да бидете учители, бидејќи по-големо осудување ќе добиете. Вчера имав ден, например, се расправав со тројца неразбрани, еден, друг, трет. И сега сваќаш, видите, ние почнавме сега едно движење во духот не води, за исцелување од демони, за одврзување од проклетства, од магии, за изгонување на демони. И веднаш се засили, се возбудија демоните. И кој ќе дојде, кој ќе прима сила, растресен си, ти се кршиш внатре. Мораш да се скршиш, стариот. Фасадата, варосан гроб се крши. Значи, од очите на Савле, ти си варосан гроб. Однатре сте измачкани, а внатре полни со грабеж. Од очите на Савле падна нешто како лушпа. Цитат е ова Дела 9.18. И тој повторно прогледа. Потоа стана и беше крстен. Ете, Савле и Павле е добра приказна. А вие разберете го тоа дека тоа е дел од вас. Вие сте Савле. Савле. Ананија положи раце. Пазете, кој е Ананија? Кој е Савле? А ти си Савле и Ананија. Можеш да бидеш Савле. Савле работеше, тој беше избран. Тој и тогаш работеше. Бог сака оние кои работат, таткото. Тој работеше, мислеше дека работи за Исус. Погрешно беше учен. Му се објави, падна од конјот. Мораш да паднеш од твојот коњ, од тоа што ти си се фатил, од твојот ум, од твоите мисли кои те носат натаму наваму како улав. Ослепе и му рече, не можеш да се риташ против бодило. Кој си ти? Јас сум оној Исус кој го прогонуваш. Ако имаш вера, ќе му бидеш спасен и ќе ја фрлиш планината во морето. Нема да бидеш Савле, ќе бидеш Ананија. Ќе работиш за Царството Божие. Ако не работиш за Царството Божие, ти немаш дух. Па не ти мислиш дека тоа е христијанство. Ако работиш, не работиш, ќе те употребува тој. Пази. Ќе те употребува Исус за благата вест и ќе служиш, ќе работиш, ќе сакаш да работиш. Ти ќе предадеш се како што сум предал својот имот, се што имам. За Царството Божие, работам за Царството Божие. Што ќе ти е тој имот ако не го ползуваш за Исус? Тој е бесплоден. Тој е она што си го закопал во земја, се сеќавате со тој денар и ќе ти го земе, Ба за како ќе го оставиш, ти не можеш да си го понесеш горе, голи доаѓаме на овој свет. Голи си заминуваме. Савле падна од коње. Ослепе. Тој мислеше дека работи за Исус, за Господ тогаш. А ние сега зборуваме за татко и за Исус. И тој ревносно работеше. Пазете како што беше поучен. Му се јави Исус, го прати Ананија, Савле падна од коњот, односно и му паднаа лушпите од очите. Прогледа. Беше слеп и прогледа. Потоа стана и беше крстен. Дела 9.18. Стана. Каде стана? Во Исус. Сега ние имаме друг момент. Тој не пишува дека е потопен во вода, дека е капен. Крстен беше во духот. Во духот, тоа значи крштевајте ги во Отецот, во љубовта, во Негово име, односно во името на Исус и во името на духот.
Во дух се крштевање. Во дух оган беше крстен. Во водна бања во Словото. Не пишува дека е влезен во вода. Ние како мали деца што се расправат по пазариштата, имитативни обреди прават, влегуваат во водата. Јадат лепи вино. Си ги мијат нозете едни на други. Абе, тоа е духовна состојба. Синко. Знаете, знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Љубовта ослободува. Кој е љубовта? Па Исус Христос, например. Те сакам Господи Исусе Христе. Се слушнале за Него? Нешто внатре. Што е тоа? Нешто внатре во тебе. Внатре те спречува да му го дадеш на Исус твоето срце. Со срцето да разбереш. Зашто тој прави тоа да чука, да пумпа на физичкото. Тој прави. Ти не можеш да му речеш чукај срце. Не, ако ќе направи так, не чука веќе и ти одиш во земја, се посадуваш. Значи знаењето возгордејува, а душата, односно духот, оди на суд кај оној што го дал. Љубовта ослободува, нешто внатре во тебе те спречува да му го дадеш на Исус срцето. Тоа нешто што те спречува е духот на овој паднат сатански свет, грешен свет. Тоа си ти, стариот синко. Тоа се твои мисли, постапки, желби, очекувања, планови, откако се најаде. Цитат Дела 9.19. Му се врати силата. Зборува за Савле. Савле значи просветлен. Ова сум го зборувал еднаш. Името негово значи просветлен. А потоа тој се нарекува Павле. Павле значи мало дете на Господ, на таткото. А Савле е просветлен. Просветлен ги гонеше христијаните. А мало дете. Како мали деца што ќе влизат во Царството Божјо. Му се врати силата. Значи зборува за духовна или физичка сила. Друг препев вели, откако прими храна, Савле, закрепна 9.19. Каква храна? Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога треба да излегува, не од тебе, не од човечки деноминации, од таткото. Нели ние се собираме на духовни трпези на љубовта? Промена од Савле во Павле е внатрешен, личен однос кој ти треба да го разбереш. Тој вели, јас дојдов оние што гледаат да станат слепи, тие што мислат дека знаат, а оние што се слепи да прогледаат. Ти размисли кој си, дали знаеш, гледаш, спасен си, читаш, цитираш, извршуваш некакви беззначајни обреди, телесни кои немаат никаква врска. Како мали деца што се расправаат по пазариштата. Ти одиш во пазариште всушност, бидејќи мојот дом, вели Исус, треба да се нарече, или разбойничка пештера, се нарече дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера. Ти одиш во разбойнички пештери. Ако заедницата, ти одиш во пазариште и во разбойнички пештери, ако заедницата не е вистински на Исус, Павле од Савле. Значи, Павле веднаш почна да проповеда во синагогата. Синагогите за Исус дека тој е Син Божи. Друго интересно, Исус вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Тие му носат физичка храна. Мојата храна е да ја исполнувам, да ја исполниш волјата на оној што те прати. Ти ако не доаѓаш на собирите кај што има духовна храна, ти си духовно мртов, немаш сила. Им кажувам на луѓето. Сами ќе се молиме ние. Кога почнавме сега овој серијал како не води духот, за исцелување, изгонување на демони, за одврзување од магија и проклетство. Кога го почнавме тоа, почна да се разбегуваат луѓето, врескаат демоните. Жена од странска земја, а вие ќе исцелуват. Пазете, други, вака, не знам што. Рипнаа луѓето, се разбегаа, се расплашија. Кога ќе ги соочиш, демоните врескаат внатре во тебе. Само Исус може да ги изгони, но мораш да си упорен. И важен е односот кон оној што ти го носи Словото. Значи, ако Савл речеше, кој си ти, зошто ме допираш на Ананија, тој немаше да прогледа да му паднат лушпите. Ананија сигурно не изгледа како кнез и принц на овој свет. Кој знае како изгледа, како обичен понизен христијанин. Ананија, тука сум, Господи, оди кај Савле. И сега Ананија да му рече, Господи, кај ќе одам, тој ќе ме заколе. Ананија, да, Господи, и отиде и ја заврши работата. И сите го слушаат, значи веднаш почна да проповеда. Тоа вели не зборувам јас, Исус зборува.
Кај си завршил ти библиска школа? Па во Академијата на Исус Христос, во Духовната Академија, на улица Божиот Царство Небесно без број. Во квартот за секогаш Исус, те сакам Исусе, љубовта никогаш не престанува. Ете таму сум завршил. Јас сум само сад, разбирате, тој зборува, апостол Павле, не зборувам јас. Туку Исус зборува низ мене, кога се возев низ Ерусалим со еден автобус, што да направам за тебе? Тогаш велев, Господе, сега татко, како апостол Павле ми рече, јас се затресов, знаејќи ги оние стихови, ништо што поминал, тој тепан, мачен, воскреснуват, умран, ваков, таков, фрлан, горен, пален. Се исплашив, признавам. Сега денеска немам страв, бидејќи во љубовта, во Исус страв нема. Сите го слушаа и се чудеа и зборуваа, Павле, нели е овој во Ерусалим ги гонеше овие што зборат за Исус, што го повикуваат тоа име. Значи, тие го повикуваат тоа име, Дела 9:21, Савле ги гонеше, нели сега зборува за него. Пазите, они што повикувале? Не повикувале Отецот, Синот и Светиот Дух. Името го повикувале. Кој е тоа име? Исус Христос, сте слушнале? Исус Христос, татко во името на Исус. Па нели е ова тој оној истиот човек што оној кој во Ерусалим ги гонеше? Да бе, тој беше Савле, па тој е Савле. А тој е овој Павле. Савле е просветлен, тој ги гони христијаните. Тој ги осудува, тој е спасен, тој ги гони од црквата. Павле е понизен и е слуга на семокниот татко, дете на небесниот Отец. Савле умре, не е истиот. Падна од конј. Ослепе, се роди во дух Павле. Не е истиот човек. Не. Зар ти ќе бидеш истиот во Исус, а тие се истите 90% повеќе? По 30 години истото ни оцитира со подсмев, со лицемерство. Се сеќава на некој настани, љубовта не го помни злото. Например, што сум правил, ја што сум зборувал, а не се сеќава дека заедно со тој што ги заведе и се уште ги заведува со духот на овој свет и со мамона, кој им наплаќа, вели не наплаќа, нели, битно не е важно тоа, ме осудуваше. Не е дојден да рече тихо, прости ми, погрешив. Видите, исповед на греот. Прави и ти така, синко. Значи, веднаш почна да проповеда. Прави и ти така. Ако не проповедаш ти, немаш дух. Ти само си дознал за Исус, искапен си малку, слегол духот, малку си се ослободил од стресот. Но се уште си врзан во прангите, те држи сатаната, во прангите се твоите желби телесни. Пазете. Веднаш почна да проповеда. Тие се чудовидеа, нели е тој истиот човек што ги убиваше следбениците на Исус? Не е истиот човек. 9:20-21 Дела. Не е истиот човек. Не можеш да бидеш истиот. И кога ќе дојдеме по извесен период во нашата заедница, во Исусовата заедница со трудници, ги соочувам луѓето со тоа, дел од нив или ќе избегаат, или ќе се променат. Тие што се промениле веќе работат за Царството Божјо. Да им намножи Господ Исус Христос се. Убави деца, златни деца, ангели и звезда кои од звезди се разликуваат. Те сакам Господ Исусе Христе. Нели ово истиот човек, човече? Не е истиот. А дали си ти се уште истиот, ти сакаш истиот, па звезда од звезда се разликува. Тој не им прости ни на ангелите кои не послушаат. Ти треба да бидеш ангел на Исуса Христа, не да се преоблекуваш лажен ангел на светлината со човечки желби. Дали ти си му предал се на Исус, дали се претопи во него? Еве стихови, се што ќе правите, што правите или не правите, не правиш ништо, се направил за мене. Страшно ви влегол сатаната и ви држи врзани во таа пранга, нема да се кренете. Правете без да негодувате или да се расправате, за да бидете безпрекорни и чисти. Стави ми стражар на устата да не зборувам. Да бидете безпрекорни и чисти меѓу овие расипани, изопачени луѓе. Вие треба да бидете совршени Божји деца, да светите меѓу нив, како што звездите светат од небото. Звезда од звезда се разликува. Разбудете се, ангели, држејќи се цврсто до пораката што носи живот. Цврсто за тоа се држиш. Ти живееш за себе си во светов или за Исус? Тука е раскрсницата, тука е крштението.
А ние го имаме, сега имавме исцелување на една жена од Италија. Тумор, не знам што беше. Ете се сеќавам предна недела беше молитвата, Манде се молеше. Таа сега сведочи во групата. Но се исполнија неколку елементи. Таа му се поклони на Исус. Таа е жедна за Исус. Таа нема отпор кон старешините на заедницата. Таа е како мало дете. Таа гледа дека е погрешно учена во една друга црква, која исто така чита од Библијата. Ги гледа сега грешките. И срцето е веројатно право. Таа искрено. Пазете, има отпор од духот на овој свет да ја врати. Не, таа доаѓа скришно. Доаѓа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали срцето ти е право, што не спречува? Значи, евнухот наглас читаше, не се срамеше. И тој ќе ти забрани да објавуваш, ќе ти забрани да доаѓаш, ќе ти забрани да сведочиш. И тогаш не се држиш до Евангелието. Божиото Слово не се забранува, не се врзува, не се враќа празно, не можеш да го сопреш. Тој е оган што се горува. Ја сакам, Господи Исусе Христе. И сега дојдовме, кај дојдовме. Правете се без мрморење, да бидете непорочни, да светите до Словото на животот, да светите како светила на светот, 2:14-16. Дали се држиш ти за Словото, за животот, или се држиш за светот, за доктрини, за некои семејни? Затоа вели татко против мајка, ќерка против сестра ќе стана. Тие ќе ве тргаат од Исус. Самиот ќе треба да донесеш одлука. Знаете, ако излезеш ти од нив, има шанса да можност да ги спасиш. Вака заедно сите ќе пропаднете. Дали се држиш за Словото на животот, за животот давното Слово, или се држиш за себе, за својот разум, изопачен телесен ум, се држиш за својата волја и одиш кон Бродвеј, широкиот пат упреку од Исус Христос. По кој пат одиш ти? По твојот пат или по Исусовиот? Друг препев вели: држејки се цврсто до пораката што носи живот. 2:16. За тоа се држиш, ќе те издува ветрот. Духот на овој свет ќе те издува. Појасот на вистината, препашан си со Исус Христос. Дали му служиш, си му покорен на Исус Христос. Дали му служиш? Што значи тоа? Си одиш дома, си живееш по старо, ти си се уште Савле. Се уште си Савле. Треба да дојде некој Ананија да ти положи раце, да ти паднат лушпите од очите, да прогледаш, да го видиш Исуса во твоето срце и да се промениш, да се родиш одново. Вашата вера во Господ, цитат, Отецот, и вашето служење се жртва што му се принесува на Таткото Бог, Филипјаните 2:17. Вашата вера и вашата служба се жртва. Тоа бара тој. Тебе те бара. Жив камен во црквата. А ти живееш по своја свет, служиш на своето семејство само, ги љубиш своите заради некој член на семејството, се откажуваш од Исус, не сведочиш, не зборуваш јавно како евнухот. Не си со сето срце. Што ме спречува да се крстам? Тоа те спречува. Тоа те спречува. Ти забранил, некој те видел тука дека доаѓаш. Ние не сме тајно друштво, ние му припаѓаме на Исус јавно. Светило се става на светник, треба да видат луѓето. Да видат луѓе, да се радуваат, да дојдат, да посака, да ја види силата на Исус. Потоа вели апостол Павле: може би мојата крв, се мисли на Исус Христос, ќе треба да се излее како принос врз таа жртва на служењето. Да, секако. 2:17, друг препев, како го сватите ова духовно или телесно. Но иако се излевам како жртва леаница, тој се дава себе си се даде за службата. И Исус се даде себе си. Таткото го даде својот син. Ти што даваш за службата на вашата вера? Како жртва леаница за служба на вашата вера се радувам сам и се радувам со сите вас. Дали си му се предал? Да бидеш сад, да служиш, да го љубиш, да го познаеш, уште ли не си ме познал, синко Филипе? Јас сум во Отецот, Отецот е во мене и ти треба да бидеш во Отецот и во мене. И тогаш ќе ја познаеш љубовта која никогаш не престанува. Тогаш ќе дојде Ананија и ќе ти положи раце. Ќе ти паднат лушпите од очите, бев слепа, прогледав. Ти гледаш, ако гледаш, гревот ти останува. Зашто сите си го бараат своето. А не она на Исус Христос, 2:21, Филипјаните. Своето си го бара, тоа што тој има желби. Друг препев: сите други работат за своја полза. Ако јас зборувам сам од себе,
Bo Jovan, jaz ja baram своята слава. Той зборува низ мене. Јас не можам да зборувам со денови, одам на кај 600-тиот завет. Со денови можам да зборувам. Тоа е живата река, кога тој сака, кога го отварам срцето. И јас работев за светот, за друго. Бев како Савле. Работев, не се опирав, затоа тој избира такви луѓе, што работат, не велат Бог направил се за мене, не треба ништо да правам. За крај, сите други работат за своја полза, а не за делото, не за Евангелието. Те сакам, Господи Исусе Христе. За крај, драги мои, сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот, треба да работиш. Сотрудници, он ништо не дава, не доаѓа. 5 пари не дал. 5 пари, значи време, една лепта не дава. Кога има потреба се моли, си оди дома, како да е ова бесплатно, како да е ова. Видете, ама некој треба да плати за гревовите, ти да исчекориш. Ти не работиш така, ти си тоа се уште Савле, се уште си слеп. Ти ќе дадеш нешто, себе си треба да се дадеш. Тоа значи се. Радувајте се затоа што му припаѓате на Господ. А тие не се радуваат, не примам јас, па не примаш затоа што слушаш проповедници разни, пиеш од разни извори, се затруена си со разни доктрини. Другата не се предава зашто во срцето се уште има лутина зашто и се случило ова. Пред некој ден сега, човек или жена, не е битно, сакаше да тепа една друга затоа што дознала во духот, дека можеби состојбата е последица на магиско дејство од близок роднина. Па значи замисли ако те исцели Исус комплет, ти ќе отидеш ќе го тепаш. Па затоа не се исцелуваш, видете. Тој го гледа срцето, тој не гледа на лице. Пазете сега. За крај радувајте се дека му припаѓате. Дали му припаѓаш ти? А тоа е промена на собственост, не си припаѓаш на себе, не живеам јас. Апостол Павле, Христос живее во мене. Ова е реално, вистински живее во мене. Тие што сте будни во духот го гледате тоа. Радувајте се, браќа мои во Господа. 3:1. Радувајте се што му припаѓате. Ако му припаѓаш, нема што се плашиш. Мојот татко е семотниот Бог. Исус е мојот Господ и Спасител. Радувајте се, браќа мои во Господ. Радоста Исусова да не преплавува за секогаш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за сите исцелувања и чуда што ги правиш во заедницата. Што им ги чистиш срцата на сотрудниците. Што ги допираш милоздиво со сладок збор, со стап да дојдем или со сладок збор, првин доаѓа со сладок збор, па не слушаш, потоа ќе те удри со стапот. Ќе имаш телесна материализација, нешто ќе ти се случува. За да се разбудиш и да сватиш, некогаш не сваќаат луѓето и болни викаат нема Господ вамо таму. Па да, Господ нема, има Татко. И Исус Христос, вечната љубов. Се е од Него и за Него создадено и ти си создаден, само не сакаш да го прифатиш тоа, да признаеш да се радуваш дека си Негова собственост. Тој сака самиот да се вратиш по своја волја. Дека рече, зошто дозволува зло? Затоа што злото е тоа што ти сакаш. Сите сакаат своje и доаѓа до судир. Милиони живи битија сакаат да владеат наместо да служиш. Тој дојде да им служи на сите. Добриот пастир, Таткото и Исус одат за загубената овца. Тој те чека долго трпеливо, многу милостиво. Он вечно не се лути да се покаеш и да повикаш кон Него. Да паднеш од твојот конј. Савле, Савле, зошто ме гониш? Ти си Савле, синко. Јас сум Исус кого го прогонуваш. Не можеш да се риташ против бодило. Кој си ти? Јас сум Исус. И потоа во Дамаск, ете го Ананија, тука сум Исусе, каде таму, рацете, Исусе. Те сакам, Господи Исусе Христе. За секогаш Исус. Насекаде Исус. Во секој Исус. Во секое срце Исус. А тие велат во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тоа е само опис. Отецот е љубовта. Исус е името. Исус. Духот е духовно крштевање. Духовна храна. Духовно општење. Но мораш да бараш се што ќе побарате. До сега не сте барале. Во мое име. Во името на Господ Исус Христос барам исцелување на сите оние, допрете се до срцето.
Ti го давам срцето, Господи Исусе Христе, дојди во мојот живот и помогни ми. Дојди во Македонија и помогни ни. Бегај од Македонија, сатано. Во името на Господи Исус Христос и не враќај се повеќе. Ја враќам Македонија во Твоја собственост. Заедницата ја давам во Твоја собственост и се што имаме Твое. Амин. Амин. Од земјата до небесата те љубам, Господи Исусе Христе. Амин. Та болест не е за умирање, sa slava Božja Sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal, тој ќе стане најмил